почитувани градоначалник, почитувани наставници, драги ученици, пријатели, почитувани гости. Добредојдовте на оваа пригодна свеченост за одбележување на патрониот празник на нашето училиште Страшо Пинџур. Во нашето училиште учат ученици со различни јазици, култури и традиции, но сите делиме иста училница, исто значење и иста иднина. Во различностите се крие нашата сила. Се почитуваме, се поддржуваме, заедно продолжуваме традицијата, а истовремено ја градиме иднината. Во свет исполнет со различности, ние денес испраќаме силна порака. Кога се почитуваме, кога се разбираме и кога стоиме еден покрај друг, светот станува поубаво место за сите. Светот е поубав кога сме еднакви и сплотени. Е нашата порака што живееме денес. Ајде да започнеме со оваа порака на храброст, почит и заедништво, со мисла дека секој од нас може да направи разликата. Во нашата свечена програма ќе проследиме рецитали, музика и сценска игра, преку која ќе видиме како различни мисли, срце и таленти се сплотуваат во едно и шекорат во ист ритм. Огромна благодарност упатуваме до нашите сценети гости Елена Наумова, наставникот Лазар Наумов и учениците од училиштето Славејко Арсов, кои со своето учество ќе ја збогатат нашата програма. Ве покануваме да уживате и да го почувствувате духот на пријателството, почита и заедништвото. Нека ни е честит патрониот празник на нашето училиште. А сега ја покануваме директорката на нашето училиште да ви се обрати. Почитувани присутни, родители, ученици и драги гости, почитувани директори и почитуван градоначалник на општина Карбинци, господин Виктор Паунов. Ви пожелувам топло добредојде на нашиот свечен и посебен ден, нашиот патронен празник. Патронатот на нашето училиште не е само име на табла. Тој е символ на знаење, трудолюбивост, честност и стремеж кон подобра иднина. Неговото име и дело беа и се уште се темел врз кој ја градиме мисијата на нашето училиште. Драги ученици, посебна благодарност сакам да истакнам кон вас, затоа што вие сте причината поради која ова училиште постои. Вие сте нашите звезди водилки и нашата најголема гордост. Со вашите вештини, мудрост, таленти, енергија и идеи му давате смисла на постоењето на нашето училиште. Продолжете да редите успеси и да се градете себе си, затоа што знаењето е најмоćната алатка што може да ја поседувате. Посебна благодарност би сакала да истакнам кон наставниците, стручните соработници и вработените кои неуморно и несебично се вложуваат во работата на училиштето. Вие сте срцето на ова училиште. Благодарение на вас, нашето училиште се вбројува во редовите на успешни училишта. Да продолжиме да бидеме пример за нашите ученици и со заеднички сили да продолжиме да создаваме средина во која секој ученик ќе се чувствува прифатен и почитуван. Голема благодарност и до родителите, кои се наши партнери во воспитувањето и образованието на нашите деца. Заедно градиме средина во која секое дете се чувствува безбедно, прифатено и охрабрено. Голема благодарност упатувам и кон нашиот градоначалник господин Виктор Паунов, кој несебично вложува во образованието. Реконструкции, изградба на подрачни училишта, спортска сала, осовременување со најновна технологија, кои се само дел од заложбите на господин Паунов. Благодариме, градоначалниче. Нека овој патронат ни биде подсетник дека само со заедничка работа, почит и поддршка можеме да создаваме подобро училиште и подобро општество.
За крај би сакала да истакнам дека со многуте реализирани работилници, обуки, надпревари, разни настани и проекти, заокружуваме уште една успешна година зад нас. Нека ни е честит патрониот празник и нека ни се множат уште многу успешни години. А моја мисија беше и ќе остане како директор на ова училиште, кога еден ученик ќе биде прашан каде учиш, тој со гордост да одговори во Страшо Пинџур. Ви благодарам што сте дел од овој значаен ден за нас. Ива, ало, да не си во друга димензија? Само секунда, само што ово видео. Секогаш и само што ова, таа секунда трае цел одмор. Дојдовме да се дружиме, а не да чекаме да заврши видеото. Добро. Еј, тука сум, само гледам. Со едно око. Дојдовме да се дружиме, а не да чекаме да заврши видеото. Добро, може би малку пред тебе. Малку, телефонот ти е како најдобар другар. Ајде, пробај барем еден одмор без него. Добро, еве. Браво, аплауз за Ива.
Историски момент. Само да не ми барате автограм. Кој прекраши купуужинка? Лошо правило, ама важи. Добро, што правиме сега? Се дружиме без батерија. Na
Ленско натопи слана, город цветникна, раздиста пролет, кај крвта врела растопи слана, црвена роза закити поле. Помози Бог, Аджија. Чек, Митре, прво да свршам молитвата. Море, ја знам јас твојата молитва. Сега, Митре, Бог ти помогол. Не помага, Аджија. Па знаеш како велат, помогни сам, па и тој да ти помогне. Не помага, Аджија, се мачам, се печем, ама ништо, па дури не стигнам ни да ти ја свршам лихвата, па ќе те помолам да ме почекаш некоја недела. Ама што е тоа од тебе? Уште не да те чекам. Па знаеш ли, Аджија, полна куќа со деца, а работата слабо се плаќа. Занајатот ни удира наназад, а младите фатија да носат како го вика, ала Франко пантолони. Знам, Митре, туку слушам само нешто пиеш. Па така веќе почнав понекогаш да пијам помалку од макар.
Тоа навистина не ти чини. Така е, Аџија, се пие помалку кога се пие од кеф, а јас пием од мака. Од мака да заборавам, а ич во уста не клава в пиење. Тоа си е твоја работа. Ајде сега да видим уште колку лихва на лихвата. Ама, Аџија, немој само многу да качуваш. Уште черек лира. Многу е, Аџија, многу е. Ајде сега не се прави дед. Тоа е тоа. Во ред, Аџија, ти како ќе кажеш, ама нешто не стигнам до тогаш. Ти давам уште 2 недели. После 2 недели да ме избориш целата лихва. Арно, Аџија, ти како ќе речеш? Немој нешто да заборавиш. Нема, Аџија, ни во пиењето, ни во спиењето. Ленче, што ми правиш, чедо? Еве, мајко, ја слушам Донка како пее. Ох, леле, Донка, само да ќе пушти глас кога татко ти не е дома, да развесели куќева. Инаку се е карање и плачење. А ти на некој време си ми нешто замислила. Не можам веќе таква да те гледам. Мајко, Не треба да се срамуваш. Ти нешто таеш, имаш во срцето нешто што доаѓа во тие години. оф, мајко, сладка мајче. На некого имаш мерак, нели? Како да гледам нешто на Бошка Евре. Оти, мајко, нели е аре? Сега, зара наране. Туку го знаеш татко ти што ќе кажем, на сиромашна фамилија. Знам, мајко, те молам, зборувај со татка, ќе дојде да ме поварат. Да те повара? Знам, мајко, те молам, зборувај со татка, еве го иде. Ајде, сега не мучи ти мене, знам јас како треба. Што бара оваа монстра овде? Како се уште има обрз да стапи во оваа куќа? Јас сум дошла заедно Мирсо. Зар сме брале заедно Афион, та не име да ме викаш Афионарке, ние на колку заедно си дошла толку арно да видиш? Ако е арно за вас, за нас не е. Ако е арно за вас да се ородите со ваква фамилија, за нас е тоа неголемата срам. Така. Зошто да е срамата? Зошто да те пукнат, да те треснат? Немој така де. Како немој? Зар не ја гледаш каква стара лисица е таа? Се прави дека ништо не знае, а и направија магија на нашето Ленче. Што зборува оваа? Знам јас убаво што зборувам. Зар би дошла Ленче од ваква убава куќа како Салес во вашата плевна, од толку многу чорбатички синови за вашиот пуриук, ама ети го, заматија умот и ги заслепија очите. Маги, јас да правам маги и тоа да ми се рече. Туку ако, а мене кој ми го маги со детето? Од тоа поголема и полоша магија нема. Видија шпоташ потосана, видија се уште зборува, ја слушаш ли? Доста се каравте, не сте начесма, во чорбаџеска куќа сте. Јас не се карам маџија. А јас едва се држам овде да не се степам. Ми си иде да ја фатам закуси, да ја тргам, па се довлатно да ја искубам. Леле, до толку ли? Што сум ти сторила? Па се уште зборува, ајде Джане, фатете ја, носете ја од овде. Ај, седете се со здравие, а на сиротото Ленче што ќе му кажа? Dünyaya verelim çocuklara, dünyaya verelim çocuklara, hiç değilse bir günlüğüne. Allı pullu bir balon gibi verelim oynasınlar, oynasınlar, türküler söyleyerek yıldızların arasında. Dünyayı çocuklara verelim, kocaman bir elma gibi, sıcak bir ekmek somunu gibi verelim doysunlar. Bir günlük de olsa öğrensinler dünya arkadaşlığını. Çocuklar dünyayı alacak elimizden ölümsüz ağaçlar dikecekler. Да го дадеме светот на децата, да им го дадеме светот на децата, барем за еден ден, да им го дадеме како шарен балон, да си играат, да пеат меѓу ѕвездите, да им го дадеме светот на децата, како огромно јаголко, како топол ден, барем за еден ден,
да се заситат, да научат за светското пријателство, барем за еден ден. Децата да ни го земат светот од раце, да засадат бесмртни дрвја.
Денес слушнавме различни јазици, видовме различни традиции и култури, но почувствувавме дека сите срце чукаат во духот на пријателството и еднаквоста. Се подсетивме дека различностите се наша сила, дека почита и заедништвото создава посилна и поубава заедница. Затоа можеме гордо да кажеме: светот е поубав кога сме сплотени и еднакви. Нека ова порака ни инспирира секој ден во училница, на игралиштето, во нашите домови и во се што правиме. Се надеваме дека уживавте во програмата што ја подготвија нашите ученици. Ви благодарам што бевте дел од нашата свеченост и што заедно го одбележавме патрониот празник на нашето училиште. Уште еднаш нека ни е честит патрониот празник на нашето училиште.